Реакциите на очевидци на гаснењето на пожарот, објавени од страна на локални медиуми за наводна неспремност на противпожарната служба во Кучани, која на местото на настанот дошла со неподготвени возила, искинати црева и празни цистерни, предизвика контрареакција и кај командирот на противпожарната единица од Кучани, Дејан Чарсов, кој смета дека се тенденциозни и злонамерни. Тој ги негира и коментарите дека за доцнетото пристигнување и неефикасноста при гаснењето и дале време на огнената стихија да го пеплоса вториот кат и кровот на куќата. Дојавата е примена во противпожарната единица во 23 часот и 35 минути. Веднаш е интервенирано со едно возило и двајца пожарникари, меѓутоа е појдено со ново возило веднаш по примањето на дојавата заради сериозноста на ситуацијата. По пристигнувањето на местото на интервенцијата е констатирано дека станува збор за пожарување на кровната конструкција на објектот кој што е во расплантена фаза, но бидејќи помеѓу самиот кров и катот се наоѓаат сендвич, односно бродски под заедно со изолациони материјал и ламперија, тоа се представува горлив материјал, што секако отежнуваше состојбата за брза и навремена реакција на противпожарната единица. Паралелно со започнувањето на интервенцијата поради потребата од поголема присутност на количество на вода, но исто така и на работна сила е парано помош од противпожарната единица од Кочани, со тоа што се доведени уште 2 возила со вода, но исто така и полициска станица од Кочани по согледување на состојбата дошла до заклучок дека може би подобро да се помогне и од страна противпожарна единица од Виница, затоа се повикани едно возило со тројца пожарникари од противпожарна единица Виница. Отсуството на стручна и аргументирана изјава од представниците на противпожарната служба веднаш по пожарот остави простор за шпекулации и произволни обвинувања за несоодветната интервенција. Практично, ниту ноќта, ниту вчера некој кажа за колку време противпожарната служба интервенирала, со колку возила и пожарникари, колку вода е потрошена во гаснењето и колку време траела целата интервенција. Во иднина со транспарентен однос кон вакви и слични појави, веројатно ќе се избегнат штетни шпекулации, кои во јавноста оставаат негативни рефлекси.